Добар ден, Цивил во живо. Денеска би сакал да се пофалам со тоа дека имаме фантастична видливост на еден прилог кој го направи во текот на викендот. Десант врз Зоран Заев или Десант за уривање на Зоран Заев е насловот на една анализа која од попладневните часови вчера до сега има преку 24.000 читања, како што проверив утринава. Сега може би се и многу повеќе. Има два моменти кои навистина се алармантни, би рекол, од анализата на ИФИМЕС, Љубљански ИФИМЕС, Меѓународниот институт за студии за истражување на Балканот, на балканските прилики и на Блискиот Исток. Таму во таа анализа во која два моменти ми влегоа навистина во кадарот, што би се рекло, ми го привлекоа вниманието, се токму податокот кој очигледно доаѓа од аналитички и разузнавачки извори е дека постои мрежа на разузнавачки структури кои имаат операција, кои започнале операција која има чуден, би рекол, многу симптоматичен наслов, а тоа е Коњски скок или има еден друг германски назив од Втората светска војна, тоа е истовремено и она операција која освен Коњски скок или Коњичев скок имаше и назив на десант на Дрвар, барем во југословенската историографија, кога Тито бил мета на една операција за заробување и ликвидација. Таквата операција очигледно според изјавите, односно анализата на ИФИМЕС, постои и сега и ја водат неколку разузнавачки центри кои се обидуваат да го донесат на власт претходниот премиерот кој го водеше режимот, кој ја зароби државата, Никола Груевски. И тука имаме ситуација во која се разбира со повеќе податоци анализата на ИФИМЕС упатува на ваквите активности. Колку и да се тие точни или се повеќе во сферата на шпекулации, иако ИФИМЕС до сега не се покажал како место на шпекулации, ние можеме и со тоа токму се занимава и анализата која јас ја објавив вчера, се занимава со податоци кои упатуваат на тоа дека ова анализа на ИФИМЕС ни оддалеку не е неоснована, дури и не ви требаат некои посебни разузнавачки извори за да дојдете до истиот заклучок. Што се однесува до тој поводот ИФИМЕС, поводот разузнавачка операција Коњски скок, која е инаку назив на операцијата, како што кажав, за ликвидација на Тито во 1944 година, во која учествува германскиот вермахт, четниците и усташите. Освен тој податок, во таа анализа има и друг разузнавачки податок, а тоа е дека во земјава во таа операција се вклучени 160 медиумски продукти, односно 160 медиуми, не продукти, многу повеќе се продуктите, меѓутоа 160 медиуми учествуваат во оваа операција. Тоа е фантастична бројка, дури да е двојно или дури и тројно напумпана, што не верувам дека е така. Тоа е навистина огромна бројка на медиуми кои се занимаваат со една разузнавачка медиумско-пропагандна политичка активност. Во овој контекст, денеска е 17 мај, ден кој треба да остане запаметен во македонската историја со огромниот протест во кој и мојата маленкост имаше чест да учествува
kako govornika se razbira i уште двајца од 10 отприлика 10 говорници на сцената пред над 70.000 луѓе кои демонстрираа тој ден во 2015 година беа точно и се уште се дел од авторките и авторите на цивил медија, активисти на цивил и поддржувачи на цивил. Тоа ми е посебна чест да го споменам тоа, се разбира и да не заборавиме, денеска е ден на борбата против хомофобијата, цивилна организација, јас самиот сум поддржувач на таа борба против хомофобијата и се разбира во поддршка на различностите во нашата земја, не само етничките, туку и културните, родовите и сите останати различности кои прават една прекрасна целина во нашето општество.